Време е за модна револуција, а дефинитивно секој од нас треба да направи некоја промена во својот живот и да почнеме прво сите самите од себе. Токму за таа цел, две девојки веќе одреден период работат на тоа поле и направија нешто за сите нас, за сите жени, девојки, сите оние кои што секојдневно употребуваат хулахопки, нешто кое што е дефинитивно неопходно за овој период од годината. И тоа не е обични хулахопки, туку тоа се биоразградливи хулахопки. Како дојдоа до идејата, како се развиваше целиот концепт на април 22, ова утро сите детали ги дознаваме од Сања Лазаревска. Сања, ќе ви посакам добро и убаво утро. Пред се сакам да ви честитам за еден ваков и тоа како значаен производ кој што е за секако за поздрава животна средина. Сите ние сакаме да живееме во едно поздраво време, иако сите оние климатски промени кои што ни доаѓаат си го земаат веќе данокот. Ќе ти посакам секако добре дојдеве за прв пат да го прикажеме се она што го работи април 22. Добро утро на сите, ви благодарам за поканата. Чест ми е да можам да и на публиката која што редовно го следи вашата емисија, да презентирам што јас правам на секое утро од како станам до крај на денот. Јас заедно со мојата сестра сме основачи на брендот Април 22. Идејата се роди во крајот на 2018 година, кога го започнавме процесот на Research and Development, кој траеше повеќе од 6 месеци. Идејата се роди за да направиме промена од тоа што го правиме фамилиарно. Значи, ние ги имаме ресурсите од нашиот фамилиарен бизнес. Татко ми веќе 30 години скоро, од 1995 година, има своја фабрика за производство на хулахопки и ние како втора генерација која што почна да го работи бизнисот, јас пред сестра ми, одлучивме да направиме некаква промена. Таа промена беше причина која што ќе понуди нешто ново на пазарот, ќе ги искористи ресурсите кои што веќе ги имаме од фамилиарниот бизнис и ќе направиме нешто кај што ние ќе можеме да пренесеме различни квалитети на околината, на потрошувачот и секако на самиот бизнис, да го вратиме во некоја нова фаза. Идејата се разви за да се решат неколку проблеми. Прво, еколошкиот проблем, значи целата трикотажна индустрија, без разлика дали се тоа хулахопки, чорапи, долен веш, се што доаѓа на првиот слој на нашето тело, се тоа употребува линеарна економија. Тоа значи купи, направи, продај, фрли. Значи немаме никакви циркуларни практики. Тоа беше првата причина и проблем кој што се воочи од моја страна дека треба да се смени во оваа индустрија. Вториот проблем беше да се замени пластиката која што ги користат хулахопките. 100% од сите хулахопки што се на пазарот се произведени од полиамид, што е 100% најлон и им треба повеќе од 50 до 100 години да се разградат. Значи годишно над 9 милиони пластика завршува од овој производ во светот, што допринесува до големо загадување, што беше вториот мотиватор вториот проблем кој што сакавме да го решиме и секако на крај сакавме некако да понудиме додатна вредност кај купувачот, затоа што никој од нас нема првично да потроши повеќе пари или да го ја смени својата навика на купување, ако само производот е еколошки. Така што третиот проблем кој што го решаваме е да се зголемат бенефитите, односно чувството кога ги носиш хулахопките. Значи, тоа чувство на чешање, потење, миризба, како и самата мекост на производот. Па затоа, како резултат на дефинирање на сите овие три проблеми, се роди идејата да започнеме Research and Development, истражување како сите овие три проблеми да се решат во еден производ. Првично,
Тоа го направивме со наоѓање на материјал кој што е паметен, тоа е паметно предиво, кое што му е потребно 3 до 5 години да се разгради во биомаса, да се разгради дополнително тоа може да се користи за биомаса. Така да ултимативната цел на брендот Април 22 е да има доволно потрошувачи да може да ги собира назад сите отпадоци, сите искористени хулахопки и да ги користи за енергија на фабриката. Меѓутоа, нели, процесот оди тешко, не е тоа туку така да дојдеме до таа цел, така да ние напорно работиме од 2018 на идејата. Нормално идејата имаше, нели, неколку своји риб варијанти. Значи прво беше името беше дадено Април 22 доаѓа уствари од денот на планетата Земја и првично брендот беше 422 као, нели, на 422 да биде, меѓутоа претрпе и беше фокусирано на тој бренд 422, доминантноста му беше неговиот еколошка вредност, меѓутоа видовме дека потрошувачите не толку се спремни да направат промена само за еколошката револуција, затоа одлучивме да направиме промена и ребрендирање на брендот, што се случи претходната година и оваа година официјално ја започнуваме сезоната со новото брендирање, кај што е Април 22, каде што брендот е пореволуционерно и геймченџерски настапува на пазарот, за да можеме да допреме до секоја жена што има желба, меѓутоа не само има желба да направи нешто различно од аспект на одржливост, conscious consumption, него исто така има желба да направи нешто различно, мислам и во својот моден изглед. Така, какви себе материјали се употребуваат за да се произведат, нели, биоразградливите хулахопки? Така, значи, вака материјалот што се употребува се вика амнисол. Ние и производот го ја има сертификацијата за тој материјал. Тоа е полиамид направен, развиен во Бразил. Го произведува италијанска фабрика, која што од каде што ние се снабдуваме и со тој материјал, со помош на тој материјал и неколку различни циркуларни практики за производство, ние доаѓаме до сировата хулахопка, што дополнително во својата трета фаза, во третата фаза од производство, ја дополнуваме со алоe верата. Тука се користат биоразградливи органски хемикали и бои, за да се дојде до финалниот производ. Веќе неколку месеци работиме и со Технолошкиот институт, со факултетот, со професорот Игор Јорданов, каде што дополнително ќе направиме да се фарбаат хулахопките, тоа ќе биде нешто што следната година ќе го дополниме во производство, сега во research and development процес, кога ќе извадиме детската колекција следната година, значи сите бои ќе бидат фактички од боја за храна, односно од отпадоци од храна. Така што ќе имаме уште една циркуларна практика во тој дел и ќе им добиеме сертификат кој што не само што ќе биде антимикробно дејството, односно не може да се развиваат бактерии и фунги додека ги носиме хулахопките, дополнително ќе има антициточно својство, што значи дека доколку има некаква рана, нешто на кожата, дека нема да се развива, него самиот материјал, односно самото надоено својство на сите дополнителни хемикали што се употребуваат за производство ќе допринесат за побрзо оздравување и санирање. Ние веќе од тековните потрошувачи имаме многу добар фидбек на сите жени кои што имаат проблеми со алергија, екзема, дека дополнително премногу им помагаат, нема чешање, нема иритација на кожата, меѓутоа никогаш тоа не можеме ние јавно на самото пакување да го комуницираме, се додека тоа не го добиеме од институција. Така, секој нели различно може да делува, но каков е фидбекот од луѓето во Македонија? Нели се работи за нешто што го конзумираат само жените сега за сега,
и ве споминавте дека наскоро ќе се развиват и за детска колекција, но колку еве луѓето сакаат да направат промена со оглед на тоа што веќе сменат дел од производот кој што го имаат користено до сега. Колку сме ние ве подлежни на промени кога станува збор нели за зачувување на животната средина? Значи, ова може да се дефинира на многу различни начини, затоа што сите ние секој ден стануваме, имаме желба нешто да смениме, така да има многу ентузијасти кои што се спремни за промена, меѓутоа помал е бројот на тие што реално одат, го купуваат производот и го користат. Значи, има една цело комјунити на луѓе кои што си пазат на тоа што го прават, читаат етикети, ги интересира, значи се грижат за себе, не само нели со храна и слични работи, него исто така и што купуваат и што носат, сакаат да допринесат на локалното предприемништво и слично, така што има огромен број на луѓе кои што се спремни да направат промена и да платат нешто, иако е малце поскапо, да платат и да ги испоштуваат домашните компании. Ние учествуваме често на сите мали поп-ап шопови кај што не викаат сите тие заедници за зелен конзумеризам и таму таа публика е многу спремна да направи промени и ги прави тие промени. Ние имаме продажба, а вака кога нели општо цело земено бројот е помал. Да, тоа сакав и да ве прашам, колку еве се случуваат вакви настани каде што луѓето можат да бидат преценили информирани што значи тоа да се направи промена во однос на еве облекувањето, нели не е само дека не треба да фрламе пластика и ѓубре по улиците и треба да го селектираме отпадот, туку едноставно дека треба веќе да се направи промена и во текстилната индустрија, односно и во модната индустрија, нели? Вака, значи се поголем е бројот на такви евенти. Можам да кажам дека има многу организации кои што активно аплицираат на различни типови на проекти за да добијат финансирање да можат такви работи да организираат, бидејќи тие евенти сами по себе не се self-sustainable, значи ти таков настан не можеш од сопствени средства да финансираш, така да се поголем е бројот. Yes for Less девојките се многу напредни на темава и се многу активни и ми е многу драго, така што има и други организации, Арно исто, има и други, значи и мали организации, и поголеми невладени организации кои што се занимаваат, меѓутоа во моментот повеќе се фокусирани на пренесување и едукација на фирмите дека веќе е време да се направат циркуларни практики. Значи јас откако почнав да го развивам производот, да ги произведуваме хулахупките, комплетно сменивме и инвестиравме во нова технологија каде што не користиме веќе воопшто пластика. Ние за нашето производство од хулахупки на редовните хулахупки правиме муабет, затоа што нели од 95-та го работиме ова. Користевме над 250 кила пластика само за најпродаваниот производ. Значи вкупно околу тон пластика годишно. Веќе втора година како тој проблем го имаме решен и веќе не користиме пластика, значи имаме нова машинерија со кој што автоматски се пакуваат производите, немаме никаква пластика како отпад, имаме само хартија која што е рециклирана и која што нормално се по нашето дистрибуирање по различните синџери, Пакомак е одговорен да ја собере да го собере тој отпад за повторно да се рециклира. Така што има револуција, има желба, многу луѓе работат, иако нели јас како дел од ова комјунити кај што сум многу присутна, нели се вложувам за тоа и слично. Гледам дека се има померувања, меѓутоа нормално имплементацијата иде многу споро и морам да кажам дека за сите девојки и за сите компании кои што се активни во развој на било каков циркуларен, биоразградлив, рециклиран, апсайкл производ, им треба многу време, бидејќи пристапот до финансии е многу тежок, а за да бидеш ти брз, неминовни се финансиите. Сања, се надевам дека ќе допрува до се пошироката и поголемата публика, дека луѓето се почесто ќе почнат веќе да размислуваат и да прават промени од самите себе, за да имаме поздрава и почиста животна средина.
Да, се надевам, би сакала да го видам тоа, нели, да го видиме, еве ја лично за себе веќе по нормално кога си дел од ваков производ, многу поразлично гледам и на фаст фешенот, иако нели ние сите жените најлесно ни идеме у Зара и да купиме нешто, меѓутоа темпото и лайф сайклот на еден производ што ја купам, гледам да е подол, како ништо друго. Пазам на етикетите, ги поддржувам локалните мали брендови кои што развиваат различни производи, исто така и кога одам негде да пазарам, гледам на етикетите, така да свисноста лично кај мене е поголема. Се надевам дека тоа ќе биде дел и кај другите потрошувачи. Ние ќе продолжиме да, нели, на различен начин да апелираме за промени и се надеваме дека брендот Април 22 нема да заврши со она што го имаме дома, со хулахупките, него ќе се развиеме на сите тие трикотажни артикли што се први на нашето тело, така да за почеток нели имаме чорапи сега памучни, најнов производ, после тоа детските хулахупки што треба да се развијат во текот на следната година, ќе бидат достапни за јавноста. И понатаму нели ќе видиме како ќе оди се плановите за после 2025 и натака. Меѓутоа се зависи темпото колку ќе се развиваме, колку и локалните потрошувачи ќе не поддржат и ќе купуваат од нашите производи и ќе не мотивираат да бидеме уште побрзи во процесот. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас.